Солидни перформанси во 2025 година и добра основа за тоа што ја чека државата. Ова е реакцијата на бизнисмените откако статистика измери раст од 3,5% лани. Зголемувањето е особено големо во последните два квартали, односно 3,8% последователно. Од Бизнис конфедерацијата вела дека е добро тоа што растот на градежништвото изнесува 14,6%, но и дека така треба да се продолжи во иднина. Изградбата на гасоводот кон Грција, железницата кон Бугарија, како и автопатиштата се клучни за да се диверзифицира снабдувањето со енергенси во услови на можна криза, но и да се забрза транспортот на стоки и превозот на патници. Што повеќе ние инвестираме во патишта или во канали, во инфраструктура која ќе биде привлечна за проток и за прибирање на средства, генерирање на приходи, употребувајќи ги сите овие патишта, така ќе ги наречеме генерално, толку сме поинтересни за економски раст. Премиерот Мицкоски е задоволен што 6 квартали поред бруто домашниот производ растал со 3,5% во просек. Македонија била една од државите со највисоко зголемување на економијата во Европа. Податоците за четвртиот квартал покажувале дека сме најдобри во регионот. Премиерот уверува дека буџетските пари се трошат рационално и таргетирано и дека тоа дава резултати. Факт е дека и во четвртиот квартал од оние податоци кои што ги објавува Евростат, реалниот раст на македонскиот бруто домашен производ е во првите 3 во Европа. Ако се вратиме пред неколку години наназад, тогаш ќе дојдеме до констатација дека тогаш бевме на дното во регионот. Сега сме, да речеме, пред соседите. Бизнисмените предпазливи се надеваат дека тензиите на Блискиот Исток брзо ќе завршат, но доколку тоа не се случи, енергенсите неизбежно ќе поскапат, а со тоа и цените на производите и услугите. За сега, според нив, е рано да се размислува за воведување кризна состојба во снабдувањето со енергенси, но сугерираат компаниите предпазливо да планираат, да избегнуваат непотребни трошоци и да ги штедат ресурсите. Велат дека ако војниот конфликт продолжи како увозно зависна држава, ќе претрпиме последици. Треба да се биде паметен, предпазлив и да се биде свесен за намалување на трошоци, оптимизација и собирање на акумулирање на средства. И треба да бидат одговорни пред своите добавувачи, за да можат и тие во континуитет да можат да собираат акумулација и да бидат подготвени за евентуална енергетска криза. И премиерот признава дека економски предизвици може да има доколку конфликтот се пролонгира. Македонија не би имала проблем во снабдувањето со газ, бидејќи нема развиена мрежа, а и грената сезона е пред крај. Сепак притисок постои кај нафтените деривати, а Министерството за финансии има опција за намалување на ДДВ и акцизите кај бензините. Може би во делот на нафтената индустрија ќе имаме одредени притисоци, ќе треба да се зголемува цената, но и тука разгледуваме со Министерството за финансии да намалиме во делот на акцизата, да намалиме во делот на даноците, да видиме кои се нашите можности за да го намалиме ударот врз стандардот на граѓаните. Регулаторната комисија за енергетика вчера ја укина одлуката според која секогаш кога цените на горивата треба да се зголемат или намалат за 2 денари, ќе прави нови пресметки и ќе утврдува нови цени. Ова значи дека дури во понеделник ќе има нова одлука за цените на бензините. Тие досега минимално се зголемија за 1 денар. На меѓународните берзи нафтата достигна $85 за барел, а цената на гасот достигна 3-годишен максимум.